Денеска сме во општина Карпуш. Сакам да истакнам и да подсетам дека градот Скопје во изминатите 4 години, од 2009 до 2013 година, реализираше многу проекти во градот Скопје, вклучително и во општина Карпуш. Јас се набројам само некои од нив. Значи, целосно ја реконструиравме улицата Козна. И го продолживме, го реконструиравме и го проширивме булеварот Теодосиј Гологанов. Го реконструиравме и проширивме булеварот Илинден. Го реконструиравме и проширивме булеварот Манако. Исто така на улицата Скупи направивме нови тротоари. Исто така плажата Еден е во рамките на општина Карпуш. Сите тие проекти се во општина Карпуш. Иако некој сакаше да каже и да ги убеди граѓаните дека градот Скопје не инвестира во општина Карпуш, дека ВМРО ДПМН и градоначалникот Гоце Трајановски не инвестират и не го сакаат Карпуш, мислам дека овие дела доволно говорат за нашата посветеност на општина Карпуш, за нашата грижа, за нашето внимание за жителите на општина Карпуш за подобрувањето на условите на живење. И не само за Карпуш, овие проекти се значени и за сите оние кои преку Карпуш одат према централното градско подрачје или се враќаат до централното градско подрачје према своите места на живење. И сакам да потенцирам дека за реализација на овие проекти имавме голема поддршка од Советот на градот Скопје, бидејќи без одлуките на Советот на градот Скопје и без нивната поддршка овие проекти беше прашање дали ќе се реализираат. Ја бараме довербата на граѓаните на општина Карпуш, на граѓаните на градот Скопје да продолжиме со реализација на проектите во градот Скопје кои што се од интерес за граѓаните. Ја бараме поддршката на жителите на општина Карпуш за продолжување на проектите кои што се во надлежност на градот Скопје, а се на територијата на општина Карпуш. Денеска сме тука на булеварот Теодосиј Гологанов, подврска на Карши, порадештата фабрика Алумина, заедно со кандидатот за градоначалник на општина Карпуш, господината Јакова Куновска, заедно со носителот на советничка листа на општина Карпуш, господин Сашо Лазаревски, заедно со носителот на советничката листа на градот Скопје, господин Владо Поповски, заедно со советниците во Советот на градот Скопје и кандидатите за советници на општината Карпуш, да кажеме дека ние заедно ќе се ангажираме да се реализира третата фаза од булеварот Теодосиј Гологанов, а тоа е од булеварот 8 септември и улицата Братворска, тоест од Алумина до студентскиот дом Гоце Делчев во должина од 1200 метри, при што ќе бидат финансирани 1 милион денари, ќе се добие продолжеток на новиот булевар со 4 ленти, со тротоари, со улично осветлување, што исто така значење, како и минатата година, како и во минатиот период, така и во овој период. Значи, Карши Алумина, во делот на општина Карпуш, ќе направиме уште еден голем парк во површина од 40.000 метри квадратни, ист онако, како што го направивме во минатиот период, паркот Македонија, во делот Карши Веро, кој што исто така е во општина Карпуш, и со тоа, практично во овој дел на градот Скопје, ќе имаме 70.000 метри квадратни нови зелени површини, уредени со цветни аранжмани. Овој булевар е неопходно потреба за општина Карпуш, бидејќи со тоа ќе ги намали проблемите на жителите на општина Карпуш, со тоа што ќе има побрз, поефикасен, побезбеден сообраќај и нормално поеколошки сообраќај, а поедно сакам да кажам дека и естетски ова добро ќе изгледа. Реализацијата на овој проект ќе биде во соработка со новиот градоначалник на општина Карпуш, господината Јакова Куновска, која сигурно дека ќе ни даде голема поддршка за реализација на овој проект, исто така Советот на општина Карпуш, а секако најголемата помош и поддршка ја очекуваме од Советот на градот Скопје, од господин Владо Поповски и сите советници кои што ќе бидат во идниот состав на Советот на градот Скопје, бидејќи само така можеме да ги реализираме овие дела. Благодарам. Мене, како иден градоначалник на општината Карпуш, ќе ми представува особена чест и задоволство со господинот Гоце Трајановски, како градоначалник
на градот Скопје, проектите кои што се од градот, а ќе се изведуваат на територијата на општината Скопје, Карпуш, да соработуваме. Ние од наша страна, јас како градоначалник на општината Карпуш и советниците од советничката листа на ВМРО ДПМН, предводени од Саше Лазаревски, ќе му дадеме посебна подкрепа и ќе се трудиме при реализацијата на тие проекти да дадат подкрепа и граѓаните на општина Карпуш, за да тоа сето биде за општо добро, за граѓаните на Карпуш и за граѓаните на градот Скопје. Господин Трајновски, колку започнува проект? Од проекти, значи, ние веќе имаме направено проект, значи, во зависност од расчистувањето на имотно-правните односи, овој проект започне или оваа година или следна година. Прашање за Кулинска е видовте програмата на вашиот против кандидат? Да завршиме, малку покасно ќе дадам една изјава. Јас би сакал исто така да дополнам дека за Теодоси Бологанов во изминатиот период, значи во изминатиот 4-годишен период, за двете фази беа и вклучително и за паркот Македонија беа потрошени повеќе од 2 милиони евра. Со ова продолжување и сите пропратни елементи што ќе бидат, очекуваме дека ќе бидат потрошени уште 2 милиони евра или вкупно булеварот Теодоси Бологанов од почетокот па се до студентскиот дом Гоце Делчев се чини некаде околу 4 милиони евра. Благодарим.